Наместо да биде гордост и локалитет за пример на Штип и Новосело, култното место Лоџи стана срам за градот. Ваквата деградација е резултат на активностите на поединци кои поради ковид рестрикциите во угостителските објекти, изворот со топла вода го претворија во место за ноќна забава. Време на викендите исклучително е доваѓањето присутно. Јадат се сендвичи, пијат се пива. Има остатоци од храна, има пластични шишиња. Јас се многу нервирам кога идам на Лоџите, кога видам толку ѓубре. Ептен многу. Тоа нема никаква контрола, тука едно време оде и полиција и се контролира, а сега нема ништо. Се што сакат тоа прават тама. Јас кога идам, грозам се на Лоџите. Златна вода, тоа е од Бога дадено. Последиците од неодговорноста на младите кои овде се забавуваат во континуитет ги санира Штипски ИСАР. Се затнува од негрижа на некои граѓани, бидејќи фрлат се и се што. Еве веќе чим сум информиран за оваа работа, уште денеска екипите на ЈПИСАР ќе отидат, ќе го направат овој потек за да се одзатне, да може водата слободно да се движи, ќе го соберат ѓубрето, но апел до граѓаните, еве пак ги повикувам оние несовесните да престанат со вакви, бидејќи таа убавина е за сите и треба да ја чува. Но за Лоџите повторно да станат символ на Новосело, овдешните жители предлагаат и бараат. Треба да се нешто превземе, имаме локална самоуправа, имаме надлежни за тоа. Надлежните локалната власт, како јавното предпријатие ИСАР, да бидат поажурни во преземањето активности за чистење и одржување на Лоџата. Јас би сум предложила да биде и туристичка атракција. Често пати доваѓаат и странци. Новоселските Лоџи одсекогаш биле мистично и култно место за Штип. Со него се поврзани многу љубовни, но и историски приказни. Па штипјани кон него имаат посебен однос. Од тука и очекувањата и младите генерации да ја имаат истата почит кон овој дел од урбаната историја на градот.